Почитувани граѓани, почитувани новинари, воведуваме нова, правична и сразмерна казнена политика. Ги намалуваме казните и до 75%, воведуваме опомена пред казна и пропорционално казнување. Ставаме крај на репресивната казнена политика. Нема злоупотреби, самоволие и изживување врз фирмите и граѓаните. Нема повеќе пиштење и вриштење, што беше одлика на претходната власт, предводена од ВМРО-ДПМН. Со новата казнена политика, Македонија станува праведна држава која функционира по европски правила. Глобите се пропорционални на тежината на прекршокот. Казната нема да го отежнува животот на граѓаните и компаниите, туку ќе донесе промени во нивното однесување. За правните лица, при одредување на казната ќе се земе во предвид остварениот приход во претходната година, бројот на вработени, како и претходно санкционирање за исти или слични прекршоци. За прв пат се прави разлика, односно градација помеѓу малите, средни и големи компании, што сметаме дека е правично и праведно. Минималната глоба за малите фирми ќе изнесува 50 евра, а максималната 2000 евра. За разлика од сега, кога максималната висина на глобата изнесува 5000 евра. Максималниот износ на глоба за средни и големи предпријатија не може да надминува 10.000 евра. Се воведува и опомена пред казнување. Опомена се изрекува и во случаи кога прекршокот е сторен за прв пат и не предизвикал штетни последици, ниту пак го загрозил јавниот интерес. Високите казни ќе се применуваат за прекршоци што предизвикуваат општествена опасност, како и оние кои се против животната средина и уништувањето на културното наследство. Глобите за физички лица исто така се намалуваат за 75%. Почитувани граѓани, ги остваруваме дадените ветувања, воведуваме правичност, казните да имаат превентивна и корективна улога, а да не бидат екстремна мерка со која само ќе се полни буџетот. Новото законско решение наскоро влегува во собраниска процедура. Ги повикуваме сите пратеници да се вклучат во процесот, заеднички да обезбедиме правична и сразмерна казнена политика во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам.